Добре дојде за госпоѓа Љубица Буралиева, пратеничка, сега сте независна пратеничка, така. СДСМ ви исклучи, ако претходно бевте на листа. Деновиве на вашата врата од станот каде што живеете, имаше инцидент, се случи инцидент, беше со навредлива содржина на вратата, беа напишани некакви пораки за кои вие протестиравте и околу кои всушности добивте подршка околу протестот и СДСМ и ВМРО бара да се расчисти случајот и ги осудија овие пораки. Овој вандализам. Да, пред се. Побаравте ли истрага за овој случај? Пред се, добар ден и добар термин употребивте на старт, вандализам. Да, јас истиот момент реагирав, како што би реагирал пред се и друг граѓанин на оваа држава, предпоставувам, го пријавив случајот на полиција, ми се случи една непријатност, навистина голема непријатност, но јас да кажам ми се случи мене, но мислам дека се случи нешто многу позначајно во оваа држава, да видиме менталниот склоп кој функционира и во вакви услови кои се безмалку и податни за такво нешто. Значи, би зборувала за еден инцидент кој треба да не замисли сите, не се плашам ја за себе, ниту за своето обстојување, ниту за својата екзистенција, може би една вознемиреност покажав во првичните моменти, но има нешто што е пострашно. Чинам дека веќе некаде вираат услови за некаков тип на фашизам во оваа држава. Ако тоа ве интересираше. Случајот го пријавив, се разбира, во полиција, чинам дека истражните органи натаму треба да си ја направат својата работа, но мислам дека во овие моменти може би не е толку важно тој случај, кој само треба да укаже на нешто што е многу поважно, што истражните органи во оваа држава треба да се насочат кон тоа. За се она што во моменти во опозицијата го произнесува како еден голем проблем, како нешто што и е своевидна бомба, колку некој да сака да каже дека тоа не е бомба. Знаете да фалсификувате пасоши, тоа е голема работа. Тоа е нешто што власта не знам колку може да се замисли, но народот во оваа држава, граѓаните во оваа држава треба да се замислат за тоа каква власт имаат. Практично говорите во име на опозиција сега, односно им давате подршка околу така наречената бомба на Заев. Простете, јас никогаш не сум била нешто друго освен опозиционер. Јас и се најдов на листата на Социјалдемократскиот сојуз, токму заради она што претходно како ангажман го имав во таа партија. И така да не гледам зошто би била сега малку поинаква со тоа, само тоа они има право да ме исклучат и тоа е нивно право, но јас не ги исклучив. Јас не се чувствувам поинако отколку социјалдемократ. Добре, ве не ве исклучиле, можеби ве исклучиле од партијата, но дале лиферувале соопштение во кое гласно протестираат околу вандализмот кој ви се случи и го осудуваат. Да, тоа го прифатив вака сосема. Не, апсолутно не бев изненадена, оти сметам дека во редовите на социјалдемократијата имате толку паметни луѓе. Мислам дека и партијата на позиција го изнесе истиот став. И тоа е она што мене да кажам ми укажува дека можеби јас сум топката која во моментов преку која ќе се препукуваат и едната и другата партија, но не сум... Го лоцирате, го детектирате овој вандализам како меѓупартиско препукување? Не. Во оваа конкретна ситуација, она што мене ми се случи, не. Мислам дека ова станува збор за една индивидуа која не посочувам со прст. Имате сомнеш? Имам сомнеш, оправдан сомнеш, со оглед дека пред тоа предходеше една медиумска, значи на еден портал, закани од човек кој себе си се нарекува новинар, кој е веројатно случајно влетан во новинарството и кој го користи своите рекетарски особини за да со два збора, третиот во вокабуларот веќе му е нешто што е погрдно, што не доликува ни на еден изграден новинар. На МВР ги кажавте вие сомнежи? Да, и укажав на се и мислам дека тука ќе завршам, иако советите ми беа, знаете, сега сте пратеник, имате право на имунитет, јас веќе имав такви инциденти, имав можност да бидам заштитена, едноставно не сакам, сметам дека па и не сум толку битна фигура, иако сум пратеник, имате побитни фигури во оваа држава што треба да бидат заштитени. Например, граѓанинот, обичниот граѓанин. Тој обично не е заштитен од ништо. Мислам дека ни правното, ни судството, кажете ми која сфера од државата функционира нормално каде што граѓанинот ќе биде заштитен. Зошто јас би била нешто посебно заштитена?
Мислам дека со ова треба да се справат органите каде што се јавив и сега тоа е нината работа натаму. Вие сте независна пратеничка, како што ве најавив. Сега, Од ваше име ли говорите во парламентот? Да, од свое име. Како што? Како независен пратеник, значи јас сум Љубица Буралиева, пратеник, од свое име зборувам, но начин на кој застапувам, јас сум се уште со концепт на опозиционер. Да, вие влеговте во парламентот благодарејќи не на вашите лични гласови, туку на гласовите на опозицијата. Така, ево еднина би се залагала, да, би било добро доколку изборниот метод сепак се промени. Мислам дека ќе биде тоа добро, оти на таа пратенички листи, еве, се наоѓаат и луѓе кои стануваат непослушници. Сега кажете ми колку е позитивно или негативно некогаш да бидете непослушник. Во едно минато време каде што некој ќе каже сега лошо, нели, комуњара, но сепак нешто научивме. Не е за пофалба, можеби сега јас сум од времето на Кумровец, но научивме дека сепак имате демократско право во својата средина да го искажете својот став. Да, секогаш е добро да се биде непослушник и бунтовник. Тука јас го сваќам тоа позитивно сега. Има забелешки од партиските редови, знаете и луѓе пошироко, нели, активисти, кои со право се лутат, оти смета дека нешто сте издале. Нивната идеја предавничка, не само пратеничка, туку и предавничка. Видете, ако не сакавте да ги почитувате одлуките кои ги донело се верификувани на Централниот одбор, на највисокиот орган на СДСМ или на Конгресот, значи да не се признаат изборните резултати, да се оди со бојкот во парламентот. Значи, ако не сакавте да ги почитувате ваквите одлуки, зошто не отидовте на избори како независна пратеничка? Значи, генезата ќе треба да се вратиме, иако мислам дека е веќе анахроно за тоа да се зборува. Генезата на работите, на моето наоѓање. Не знам дали сте дали интервју за да говорите за оваа тема. Вие можеби само сте давале. Мислам дека тоа треба да остане во нашите редови. Значи, јас бев поканета, јас ништо не барав. И јас на мојата основна организација, кога ме предложија да бидам на пратеничката листа, прво што прашав е зошто јас? Зашто имаше луѓе и поактивни од мене долго време. Еден од одговорите беше, знаете кој, па вие ни одговарате секако, интелектуално и секако, и добро сум со долга активност во партијата, со долг стаж. Вие сте жена, а на тоа место треба да се најде жена. Знаете што јас како жена се омажив и родив 2 деца. Јас мислам дека за да се најдете на листа треба да имате и други карактеристики, и тоа ми годеше, и ми приеше, и да кажам, многу сум и благодарна на партијата што ме стави. Биле потребен профил во моментот. Сум била потребен профил во тој момент, така. Но кога гласаа граѓаните, гласаа за вас или за СДСМ? Што мислите вие? Значи, се гласаше за СДСМ. Но СДСМ може да стави празни листи, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и веќе колку треба во таа основна организација, во таа изборна единица да бидат добиени места, може со бројки да се оди. Зошто се ставаат имиња? Па зошто се ставаат имиња, госпоѓа Буралиева? Мислам дека имињата сте дел од тој систем, од таа партија. Знаете како тоа изгледа? Изгледа дека кога се носат тешки одлуки, кога доаѓаат тешки времиња, некои луѓе не сакаат да бидат дел од тоа. Но и кога има порази, се разбира, во случајот сега тоа се случило со СДСМ, но говорам генерално. Значи, кога се тешки времиња, тоаш не сакате да бидете дел од тоа. Кога ќе има успеси, тогаш секако дека би сакале да бидете дел. Значи, во најтешките времиња, 30 години наназад, јас сите патишта сум ги прошла. Значи, сите патишта. Не говорам за сега. И сега, јас ви кажувам генезата, значи. Одлуката за бојкот. Прашав честно зошто јас, значи не се најдов на листа на мртви поети, меѓу другото, и тоа беше моje прашање. Кога рекоа зошто мислите така лесно ќе влезете во парламентот? Ако сме се нашли на листа на пратеничка листа, се подразбира дека одите со умисла дека веќе да, се најдовте, добивте, влегувате, доби листата. Социјалдемократскиот сојуз. Но почитувањето е друго прашање, почитувањето на одлуки на невисоките тела партиски. Тие одлуки беа донесени надвор од нашето сознание, надвор од нашето прашање. Знаете, кога имате сознание дека нешто однапред е донесено со цел да бидете на таа листа, коректно беше да ни се каже прифаќаш или не прифаќаш. Па тоа е моето. Па јас ке прашав, јас ке кажев честно, знаете што, не сум во состојба да го прифатам таквиот момент, но коректно, послушно, со цела почит кон партискиот став, јас влегов на листата за да одработам својата работа. Мојата работа беше да влезам во парламентот.
Тоа ви велам. По тоа се разликуваме. Вие велите тоа е лоша одлука, така, но јас друго ви велам, не знам дали ме разбирате. Да разбирам. Сакате да кажете дека кога има лоши одлуки, вие сметате дека е лоша одлука да се бојкотира парламентот, тоа е легитимно, можете да Само мислите што по тоа се разликуваме. Бојкот да, но формата на бојкотот не е иста. Добро, во ред, но ако членовите на партијата сите не се согласуваат со тоа, треба ли одреден број на членови да действуваат по своја волја, независно? Вие знаете дека сите не се согласува? Се извинам, само да довршам за да, мислам, има прашање. Значи, треба да постапуваат ли некои членови по своја волја? Прашањето е, не сметате ли дека во таков случај ќе настане хаос? Говорам во моментов, во случајов за партијата, се разбира, во партијата хаос. Но ако не се почитуваат генерално политички одлуки, документи некакви, на што би личел светот? Знаете, ние баравме каде е целта. Да ни се ображали што е целта. До каде ќе стасаме. Добро, но ви велам дека... токму затоа ја донесов личната одлука. Што би се случило, вие одговорете ми, ако сите таква одлука лична донеле во СДСМ? Или, например, во ВМРО? Да го земеме и ВМРО. Ве молам, со ВМРО, значи не сме исти. Не, во било која партија. Чинам дека по тоа се разликуваме. Во Републиканската партија во Америка. Чинам дека во политичкиот живот во оваа држава во Британија. Што би се случило? Говориме за било која партија во светот. Што би се случило ако членовите действуваат по своја волја заради тоа што сметаат дека некои одлуки не се праведно донесени? Што би се случило со таа партија? Со државата? Видете, може би го започнуваме историскиот процес во нашава држава. Јас се донесов одлуката. Да се врати грб на сопствената партија која е најтешко. На идеологијата не. Јас на идеологијата не го свртев грбот. Но не сте дел од таа идеологија. Свртев на оваа партиска номенклатура во која многу верував. Да. И тоа ве прашав, не ми одговоривте. Зошто не бевте независен пратеник на таа листа? Немаше таква форма. Зошто тогаш воопшто не се согласивте да не бидете воопшто дел од таа пратеничка листа? Изгледа Билјана не се дослушуваме. Јас ви кажав дека ја прифатив, прашав зошто јас и до каде ќе дојдеме. Се прифатив затоа што сум член на таа партија и до вербата сакам да ја оправдам. Ако сте имале предпоставки дека можеби ќе сте биле разочарани како во овој случај, сте требале добро да размислите зошто влегувате во една пратеничка листа. Понекогаш треба да се согласите со одлуките. Тоа ве прашувам, не ви соопштувам, не ви информирам. Сметате ли дека понекогаш треба да се согласите со одлуките какви и да се? На кој начин и да се донесени, соопштени кон вас, заради тоа што тоа е партија. За жал, заради тоа велам за жал, мора да има хиерархија некаква. Не може да делувате анархистички. Некогаш и анархизмот, мислам дека е позитивен. Ова ми заличува на едно прашање од една колешка која има висока позиција во Македонската радиотелевизија, се декларира како опозиционер и ме праша, знаеш ли што, па Љубица, сметав дека, знаеш како и во амбис, да одиме во амбис, но мораме да одлуките треба да се почитуваат. Простите, јас не сум за тоа. Веројатно сум анархиста. Кога има тогаш е лоша проценка на луѓето што ме ставиле на листа. Кога има порази, дали ме познавале доволно? Кога има порази, тогаш не сакате да бидете дел од нив. Кога има успеси, тогаш сакате да ви... Не е точно. Кога доживеа пораз мојата партија, цело време бев со неа. Апсолутно, сме имале понуди сите, вие го знаете тоа во новинарството како се случува. Па зошто тогаш влеговте во парламентот? Се враќаме повторно јајцето или кокошката. Влегов затоа што сметам дека одвнатре, ќе ви го кажам, ќе ви кажам приказната, дека однатре некој може и да ме слушне. Она што ми се случи во јавниот сервис, каде што буквално беше зборувано, не можеш ова да го кажеш, ама буквално сватете ме. Значи, знаете и вие сами како да ќе работи. Кој тоа ви го кажал во јавниот сервис? Значи, луѓе кои едно време за кои вие сте врескале пред вашата бивша телевизија А1 и потоа ви викат не, ова не може така, пушти малку. Кои луѓе ве прашувам? Значи имење, презимење, не мора вие знаете кои се луѓе раководни сега, зошто јас сум со вас, значи вие сте Билјана, јас сум Љубица. Другите луѓе не се присутни за да може да зборуваат, но да кажеме владеачката структура, која е во тој момент дојдена, која имавте цензура. Имав цензура, се разбира. Добро. Во СДСМ се говори дека сте влегле од... Значи, да завршам мислата, добро, значи. Добро. Што значи тоа? Некој треба да ве слушне, па им простете, има и такви луѓе што се јавуваат и вика да, ве слушаме.
Во една жива емисија се јавува еден гледач, нели, и кажува не влегување никако во парламент. Никако, еве, пратеничката Солза Грчева кажа дека многу има сиромашни, многу богати. Аха, сте ја слушнале пратеничката, а каде ќе ја слушневте инаку? Значи во Собранискиот канал сте ја слушнале. Говорницата ви овозможува се да кажете. Кажете ми под дрва, под слива, каде? Одењето по врата на врата, што веќе сме го поминале, па на луѓето им е скиснато веќе да се оди од врата на врата. Тој метод мислам дека е анахрон веќе. Добро, во ред, пак не ми е јасно зошто сте влегле на листа ако сте имале поникакви ставови со партијата. Требале да знаете дека постојат секакви ризици, секакви варијанти, секакви опции. Сум требала да знам. Но не сте знали. Одевме, знаете како се гледавме во очи, не сум. Одевме и се гледавме во очи, јас прво ви кажав, прашав зошто јас, значи бев многу коректна, имаше луѓе што беа позаслужни, па потоа од нив, нели, од старите пратеници, имавме мака од оние што не влегува на листите, сега повторно имавме мака од нив зошто сме внатре, значи секако имаме. Ние сме на ветрометина една, каде од сите страни сте буквално како топка удирани. Но јас обстојувам на својот став. Коректно беше да се знаат тие варијанти, план А, план Б, план С. Значи, ве ставаат во игра. Се гледаме во очи, победуваме. Илузионистички. Иако не верувавме многу, но значи ве убедуваат такво нешто. Јас го прифатив како партиска улога и одговорност. Значи ми е довериле улогата да кажете не. Но велите не. После извесен период им вртите грб. Диалектика на мисла. Знае дека не е тоа, дека нешто е сменето, нешто е поинаку, па имате поинакви сознанија. Значи, јас ке ве замолам. Во оваа ситуација сум независен пратеник. Велите дека... Излегов, значи ме исклучи од партијата. Нивно право, јас кажувам дека јас сама не се исклучив. Се уште сметам дека бојкотот можеше да се одвива на поинаков начин. Тоа право, отпосле го имам. Добро, во ред, тоа е ваше легитимно право, се разбира. Легитимно право, значи, да мислите сте биле луѓето гласале. Но замислете сите луѓе на таа листа да почнат да делуваат онака како што тие мислат. Секој со своја одговорност. Знаете ли колку луѓе и сега имаме комуникација. Ние сме луѓе, најнормално пријатели, разговараме, дискутираме. Јас никому не влијам, јас мојот став не го пренесувам, не притискам. Секој има право и одговорност и секој си ја сноси таа одговорност за своите постапки. Да. Се разбира. Се говори дека по струмичка линија сте влегле не е точно. На листата и имате ли грижа на совест кон Заев дека тој ургирал јас сум веројатно една од оние кои безрезервно му даваше поддршка на Заев, дури и во претходниот период кога не беше лидер. Говорите за минатото, но за сегашно, говориме за сегашноста, сега не му давате поддршка. Соделувањето во парламентот чинам дека давам поддршка доволно. Што направивте во парламентот? Горда сте, неколку пати го споменавте парламентот. Па што ќе бидете запамтени? Имате можност. Простете сега почна. Простете ќе видиме како ќе заврши. Многу закони поминуваат. Ќе помина и со 34, како што поминува и во претходниот состав. Така, поминуваат законите. Јас апсолутно не гајам илузија дека јас со моето стискање против дека ќе дадам. Но има ситуации кога јас не знам колку ги релативизирам, може би вие мислите така, но јас имам ваков став. Сметате дека ќе дадете печат на вашата претеничка функција? Не одам со таа мисла, јас само ја работам работата. Добро, не сте бюрократ. Еден пратеник, еден политичар би требало во времето на својот мандат да остави некаков печат. Каков печат вие сакате да оставите? Значи, како еден нормален, независен пратеник кој смета дека е во парламентот, кој не заслужува да биде наречен институција, законодавен дом, не заслужува во моментиве затоа што работите се одвиваат така како што се одвиваат. Проаѓаат закони и тоа е страшно, проаѓаат само затоа што можеби опозицијата треба малку поинаку и да биде појака да делува, да не им се овозможи. Отие тоа стравично, да, законите проаѓаат без проблем. Ние можеме само да дискутираме и да давате нешто свој став и да бидете контра. На почетокот на овој разговор. И тој личен баланс го барам. Да, опозицијата, споменавте фалсификување на пасоши и така натаму околу изборите. Па токму таа одлука да не се оди на избори бесконечно, да не се фалсификуваат избори, ја донесе СДСМ и заради тоа и го бојкотира парламентот. Не мислите дека е некаков логичен след на настаните?
Може би имаме улогата како што странците барем ни одаваа признание тие што беа и господинот Ораф и новоназначениот Едуард Ауер за оделот за Западен Балкан, па одговорни за Македонија, дека имаме една улога, може би да им покажете и на едните и на другите дека средина мора да се најде. Тоа ве советуваа странците? Не, ни го дадоа тоа признание за значајната улога на независниот пратеник. Парламентарната Македонија го нема се уште тоа искуство. Јас можам да ми кажам дека во парламентот го носам својот лаптоп, не сум добила лаптоп. Јас барам 2 месеци принтер, јас немам принтер, значи немам услови за работа. Значи вие влеговте во име на борбата, во име на правдата. Но има начин како внатре да се борам, значи. Ако некој не влегол, јас својот бојкот ќе го покажам натре. Кога треба да бидам, нема да бидам. Да, но вие како независен пратеник. Па како независен пратеник. Но не влеговте како независен пратеник. Тоа, дали тоа сте свесна? Може ли да го вратам мандатот? Кому да го вратам? Можете во секој момент. Кому да го вратам? Можете во на народот? Момент. Да, па народот не ви го заукружил името, госпоđо Буралиева. Таква процедура не е воспоставена, не е востановена нигде. Не ве гласале вас туку опозицијската партија. Вие сте експерт за култура, така? Не знам што подразбирате под експерт. Јас сум новинар, јас сум новинар кој долго години работел на култура, според образованието кој припаѓам на таа сфера, така, во Комисија за култура сум. Тоа е прашањето, да. Читавте за еден случај со француската министерка за култура, Флер Пелера? Да, кажете. Го читавте ли тој случај? Кажете, потсетете ме. Да, околу Нобеловецот за литература. Го читавте ли тој случај? Не. Не? Има многу интересен случај во Франција, пред неколку недели се случи. Министерката за култура, Флер Пелера, ја прашуваат новинарите која е незината најомилена книга на Нобеловецот за литература оваа година. Таа вели дека не знае, не може да каже која е незината најомилена книга, заради тоа што нема време едноставно да чита. Да бевте вие министерка за култура, што ќе одговоревте? Значи време може да се најде за се, но ќе ви кажам и верувам дека и нема време. Знаете ли дека нема време? Сакам да бидам коректна, се обидувам, ако сакате да верувате во ред, ако не, тоа е ваше право. Значи, кога имате многу работа и нема време. Еве да бевте вие министер за култура и да ви го постават ова прашање македонските новинари. Ќе им кажевте исто дека немате време? Па не би им рекла. Би им наброила? Како министер за би кажала која не би им рекла. Јас ќе ви кажам до моментиве да не. Ќе ви кажам дека во моментиве се враќам. Не, знаете зошто? Зошто цела Франција славеше во тој момент. Франција доби Нобелова награда. Да, министерката за културата, замислете, не знае. Замислете, воопшто не чита. Тоа е пораката. Не го прочитала Нобеловецот, околу кој Франција е толку горда во моментот. Што би кажале вие? Тоа ве прашувам. Сепак би кажале ли да, ова е мојата омилена книга и би ја завршиле, или би кажале видете, искрено, заради тоа што таа била искрена? Веројатно јас ќе бев искрена. И ќе кажевте нема време за читање. Читам, како може би ќе најдев подипломатски приод дека кажала министерката дека чита многу информации од Франс Прес, од многу весници и така натаму, дека едноставно се нема време. Но каков е тој министер за култура, тоа е моето прашање. За тоа ќе каже Франција. Значи, јас можам да кажам каков е нашиот министер за култура. Граѓанинот на Франција ќе зборува за својот министер, значи јас како опозиционер, кој во парламентот, кој имавме, бевме како не бевме, да беше и опозицијата како, да бевме на самостојна листа, нели, да беше изборниот процес поинаков, да беше се, нели, да не влеговме, да прекинавме кругот во вториот круг кога сви свативме дека нешто не ни оди. Значи, да беше Станиславски, ако би, кога би, да е, но не е. Значи, ние имаме работа со наша министерка за култура и со неа, немојте тоа како параметар да го земате. Дајте да се прашаме што нашата министерка зборува. Дајте да видиме што нашето Министерство за култура прави. Дајте да говориме за барокниот стил, за хистеријата, воопшто барокна. Министерката за култура? Да, на Комисијата за култура се разбира. Он е на својот дел, јас сум на својот дел. И? Пак велите дека имате
Комуникација Што? Значи, функционирам така како што треба да функционирам. Имате закон, тоа е законодамен дом, значи поинаков муабет не може да се прави. И разговарам поинаку, разговарам тоа што сметам дека не е добро, разговарам така. Зборувам контра. Но, простете, ако нешто е во ред, па и не можете во принцип да бидете контра. Што е во ред? Ако нешто, значи во конкретна ситуација, ако се најде дека нешто се прави, хипотетички, еве беше стана збор за Кратово, за заштита на кратовско културно јадро. Јас сметам дека треба да се заштити. Како многу културни јадра во други градови во нашата држава. Тоа мислам дека е добро и треба да се направи. Значи тоа го поддржав. Не сметате ли дека... Не мислам дека на џон треба да се гази по секоја цена. Да. Иако тоа, да кажем, оптоварена со припадноста под која излегов, и тоа го правам и се прашувам некогаш дали е коректно. Не сметате ли дека на власта и правите услуга заради тоа што има алиби дека всушност има опозиција во парламентот? Мислам дека не третираат многу како опозиција. Само ние имаме проблем, значи. Имаме проблем и со опозицијата, и со опозицијата, како независни пратеници. Како што третираат? Значи, како пратеници, но не гледам дека ние им правиме алиби. Дали сте гледале Собраниски канал? Дали гледате Собрание? Кога ние сме им направиле алиби? Значи, зборувам за двете опозиционерки кои излегле од социјалдемократскиот сојуз. Велите дека не ве третираат како опозиција. Значи, апсолутно не сме... Како каква опозиција не ве третираат? Во сите настојувања, значи, простете, тој договор, тоа мазење, апсолутно не сме мазени како што е мазена опозицијата, како што сме ние внатре. Значи, имаме исти третман. Како пратеници, простете, пошто се разликуваат овие што не се во парламентот од нас? Пошто излегоа, јас го чекам моментот. Ке го чекам моментот, еве јавно го кажувам тоа. Кога ќе влезат, јас ќе застанам на говорница, ќе се заблагодарам и ќе заминам. Како пошто се разликувате? Не ве разбирам. Примат плати? Не ви е јасно пошто се разликувате? Бе, молам. Значи, знам на што алудирате. Мене многу ми е јасно. На што? Ако се држеа до својата идеологија, ако не го признаваат законодавниот дом ваков каков што е, има начин како да не се влезе. Вие велите... Не може да не влезете, а да ги имате сите привилегии. Вие велите зошто земаат плата. Значи, народот тоа не знае. Вие велите зошто не земаат плата тие. И два треба да... А вие зошто земате плата? Истото може да ве прашаат. Не, можат. Влегувам и работам натре, значи. Но како што? Не е важно, за квалитетот е друго да зборувате. Како што? Како пратеник. Ама, вие не сте пратеник на опозицијата, вие сте биле... Јас сум независен пратеник. Вие сте биле на пратеничка листа на СДСМ. СДСМ веќе не сте дел од СДСМ, ве исклучиле. Да, и? Вие сте се прогласиле за независен пратеник, само иницијативно. Не, со самото тоа што не исклучи од партија. Но таа плата, тоа се пари на граѓаните. Да. Граѓаните ја гласале таа листа, некои од граѓаните ја гласале таа листа, каде што сте биле вие. Но и листата на СДСМ. Правите ли разлика? Правам разлика. Ви имате комуникација со луѓе кои викаат добро што сте влегле, ве гласавме. Замислите јас имам комуникација и со тие луѓе, па аплаузи не се потребни, мислам најде да не ги преувеличуваме работите, да не ги правиме херојски презнаци да ставаме на нештата, но некои викаат јас те гласав не на улица да одиш. Оти сум се нашла на таа листа. Јас гласав да бидете внатре. Замислете, има и такви. Но вие сте биле дел од партија, госпоđe Буралиева. Не било тоа... Билјана, се разбираме, многу добро се разбираме. Друштво на анархисти, па така, ниту друштво на мртви поети беше. Да, кој како сака да делува. Тоа сакам да... Јас ве разбирам, знаете што, јас сум згорена тоа и дете на војно лице. Точно знам што е хиерархија и што значи разбирам. И тоа секогаш ми пречело. Па тогаш зашто сте влегли во партија? Тоа не е јасно. Јас сум во партија 30 години. Зошто не сум била на самостојна листа? Зашто не сум имала желба? Ниту сум имала потреба, значи сама не го потегнав прашањето. Вие сте сакале да бидете дел од партија во оној момент кога ви одговарало. Кога не ви одговарало, тогаш вие сте немојте да импутирате, јас ќе ве замолам, значи не е така. Јас сум стар борец. Не констатирам, јас ве прашувам. Значи, сум била и во армија, и во Лошово партија и никогаш од партија ништо не сум добила. И ако сум станала нешто во мојата професија, тоа е без самото влијание на партијата, без партиски емблеми. Благодарејќи на новинарската... Благодарејќи на моите лични ангажмани и професионализмот. Значи, ми пречело кога нешто во толпа се прави. Знаете што? Ако имате свој став,
Но заради тоа Од толпата ќе излезете. Вие сте требале одамна да излезете од партија и да делувате самостојно. Таа партија... Ако сте сакале да бидете бунтовник. Не е точно. Со причина. Сум била бунтовник, сум била бунтовник. Да, сум била бунтовник. И тоа го знаат во мојата основна организација и претходно во старите времиња. Но за жал некогаш бунтовништвото не помага во такви хиерархиски структури, системи. Изгледа во овој систем малку ќе треба да се научиме, партија. ќе треба да се научиме. Знаете, не можеме сите да бидеме ВМРО. Па да подпишуваме меници и да бидат закани, доколку негде истрчите. Замислите некој од ВМРО сега да не се согласува и да излезе вака, треба да го убијат. Ние сме исти. Јас ве разбирам вас. Вие не знам како сакате да ги гледате работите, ве разбирам. Добро, ви благодарам што бевте гости. Ако на тоа заврши, јас нема да ви се заблагодарам затоа што зборуваме за еден случај кој треба сериозно да не замисли како простор во кој функционираат новинари така наречени. Значи, замислете се за сопствениот медиумски простор. Зашто говорите? Како да го одбраниме медиумскиот простор од случајни луѓе, натрапници, рекетари. Па ете, имате вие моќи во парламентот. Веројатно Значи, за тоа треба да зборуваме. Можете како пратеник да делувате, значи, го истрошивме да се времето, изборите за... не ме прашавте за тоа. Зашто сакавте да ве прашам? Значи, начин на кој можеме сите заедно, независните пратеници внатре, другите надвор, јас таа спрега ја гледав како многу позитивна спрега. Ако бевме сите внатре и правевме бојкот, можевме и песни да пееме, можевме и 30% плата, можевме да земаме и ќе бевме добри. Секое делување, видите, на политичар кон медиум, значи може да се протолкува многу лесно како притисок, политички притисок. Ако сакате да говорите за нова медиумска, создавање на нова, креирање на нова медиумска сцена. Ја точно знам што значи медиумски притисок. Значи, мислам дека во оваа земја не се направи сила или нема доволно капацитет за да се одбрани тој медиумски простор, токму заради вакви релации кога го зборуваме дека морате вака, треба така. Мислам дека и новинарите се устројуваат по истиот принцип. Имате ли сега концепт, еве работевте во Матева, кажавте дека сте биле цензурирани, имате ли концепт имам концепт и тој концепт простете ќе биде на јавниот сервис? Тој концепт ќе биде изнесен таму каде што треба, каде што мислам дека може да ме слушнат и ќе кажат да, добро е или не е добро. И јас правам да кажам како независен пратеник, средби со луѓе, со колеги и разговарам. Тоа можам да го правам. Ако бев горе под сенка, под дрво, под слива и ако носев карамфили се уште на луѓе од куќа на куќа, не знам што можев да направам. Добро, јас значи, дозволете да имам политичка мисла собствена и да можам така да делувам. Да. Се разбира вас, вие дозволено, ова не е диктатура, ова е демократска земја. Што би рекле вие? Се согласувате ли? Дека ова е демократска земја? Не, мислам дека вашиот простор е доволно демократски, за земјата не. Ви благодарам. Се обидувате да бидете оаза во една недемократска земја. Да.